например, директно на нашето будење, влегуваме во домот на почитуваното семејство и Мери, а инаку, вистина е една од фасцинантните дами кои што кога влегува во сала, одма има една убава аура и вистина потикна некако тоа кај мене и кај Цеце да ја побараме за едно утринско друштво почитуваната Дијана и Мери Илковска, која што колку што имав прилика во петокот таа ми сподели дека најчесто во овие утрински часови таа веќе и џогира, поточно прави еден убав кус маратон пред да започне со своите фамилиарни, семејни и кариерни обврски. Сега не знам како е можеби во тој дел за нашите културни установи кои што се вистински бастиони, како Филхармонија, Македонско пребалет и така натаму, дали во моментот веројатно имаат пауза поради летото или пак нели Скопското. Па мислам дека има активности, ама еве Дијана ние веќе си ја гледаме, па да ја поздравиме. Дијана, добро утро. Дијана, добро утро, драга. Добро утро, дечки. Како си ни? Дали тренингот е завршен, како што вели Марко, трчаш рано по сабајле или тоа до прва ќе дојде? Завршив. Браво. Трчање започнува уште во ранните утрински часови. 6 сипол сум веќе на стаза на кеј. Во колку? 6 сипол сум веќе на кеј. Дака, тоа е тој период веројатно кога јас и Цеце полека некако се симуваме во студио, се подготвуваме со колегите. Тоа е времето за нашата Дијана. Браво Дијана, дали има се повеќе раздвижено тоа велиме во овие рани утрински часови, нели? Веројатно има и се поголем број на луѓе кои што практикуваат вакви физички активности во текот на утрото. Имаме некаков проблем, Дијана, малку слабо те слушаме. Ајде Марко, како беше твојот трик? Трикот е само да, ако можеш да не го покриваш микрофонот и вертикално колку можеме да се обидеме. Па ајде да се обидеме уште еднаш, Дијана. Ме слушате сега? Сега те слушаме совршено. Добро. Можеш слободно да продолжи сега. Значи, зашто ме прашавте дали е раздвижено? Да, дали има се поголем број на луѓе кои што одбираат да тренираат или да бидат физички активни вака рано по сабајле? Да, мене баш тоа ми остава голем впечаток што доста млади, но и постари луѓе од повозрастната генерација спортуваат на кејсе, дали се на велосипед или решаваат да трчаат брзо да одат, се рекреираат уште во раните утрински часови, доста е раздвижено. Од кога го правиш и ти ова? Дали ти од неодамна навика? Од кога велам и ти го почна да го правиш ова, да трчаш и пред работните обврски? Јас, па последниве 2 месеци, некако ми дојде некоја желба од внатре, а инаку сум физички активна доста време, можам да кажам, последниве 10 години вежбам, мислам, доста сум активна физички. Браво. Но самото вежбање, самото трчање ми дојде некоја желба пред 2 месеци да излезам и да трчам. Не знам од каде дојде таа побуда. Некој натрешен глас. Интересно ќе биде ако можеби за некое време од сега календарски гледано бите викнале некако културен работник и една од нашите најпознати диригентки во регионот, туку бите викнале веројатно како маратонец. Никогаш не се знае. Не знаеш каква резолуција ќе донесе животот. Именно те интересно. Да, инаку со Цеце не интересира можеби кои се твоите утрински ритуали, како е можеби нели станувањето со Дино, со целото семејство, во колку часот обично тоа се создава така еден карамбол дома пред да започнете со активностите? Па, утрото ми е омилен дел од денот, значи порано не ми беше толку затоа што некако гледав на започнување на денот со некоја не верзија, него со помисла дека на обврските што ме чекаат, леле, што треба сега да завршам, многу е рано или многу е вака, или е многу тмурно, или е многу топло. Сега, овој период посебно, утрото ми е омилен дел од денот. Значи, баш ми е, секој утро ми е како ритуал. Така што започнува денот во 6 наутро, одам на стаза, трчам едно 3,5 километри, тоа трае половина час до 40 минути, се враќам дома. Што се однесе до оброците, како ти се балансирани, што најчесто утрото како да започнеш? Да, па тоа сега следно ќе кажав. Значи,
припремам доручек кој што и за мене и за семејството, нели, за Дино и за Гала. За мене најчесто е тоа некоја овошје или нешто така, полесничко нешто. Потоа тие стануваат, Дино и Гала, малце покасно стануваат, посебно Гала. Кога го чекам додека не стане Дино, не пијам кафе. Кафето ни е заедничко и уживам во тоа. Така да после утринското кафе почнуваме малце по малце да размислуваме што да јадеме, што да доручуваме. Што да се подготви во текот на денот. Да. Инаку додека ти говориш, ние ги гледаме тие твои фасцинантни перформанси на самите сцени. Со сите тоа можеби не интересира и публиката дали има пауза време во текот на летото од овие наши два бастиони на културата и некаде прочитав, Дијана, дека професор во некое минато ти има кажано дека нема да можеш да станеш диригент. Како тоа можеби влијаеше на твојата одлука? Знаеш, ова ми потекна како едно прашање, бидејќи пред некој период Дженифер Лопес, една светска музичка дива, исто така, која што доби награда и признание, вели, во еден период во животот сите ми велеа дека нема да успеам во шоу бизнисот, во филмот, во светот на музиката и веројатно често пати и јас кажам дека сум го слушал тоа во некои мои средношколски денови па и факултетски денови кога започнав да се бавам со оваа работа како медиумски работник, дека не ме бидува и така натаму. Веројатно многу работи во животот ќе ни бидат некаква препрека, а всушност ќе биде нешто уште поголемо мотивирачко интроспективно искуство како што велиш ти кога се слушаме самите себе. Дали ова вистина и кај тебе како состојба за професорот? Да. Значи, она што секогаш ми било кажано како со цел да ме поколева дали треба нешто да направам. Јас од малечка сум таква, тоа е веројатно и дел од карактерот мој. Секогаш кога нешто ќе ми било кажано да не го направам или дали да го направам, дали без разлика дали е поставено во форма на прашање или во форма на тврдење или мислење од некој друг, токму тоа мене ме поттикнува да тука да не застанам. Мислам, баш напротив, да. Интересна е нели оваа состојба денеска, твојата биографија да биде познат мајстор диригентка на најголемите во случајот големи нели европски и светски сцени. Интересно е како по некој пат животот поинаку се врти и вака метафорично ќе кажам на позитивен начин го удираме шамарот тамо каде што треба или докажуваме дека тоа што сме го слушнале апсолутно не постои како закон од некога. Знаеш што, Марко, најважно од се како со професијата, така и во секојдневието, најважно да. пред се човек да тргне од себе. Ако е чист со себе и ако е искрен со себе, ако е искрен во своите намери, во своите чувства и ако тоа што го прави со искреност и со љубов пред се, надворешниот свет станува не толку битен. Не можам да кажам небитен, но не толку битен. Така што ако знаеме што носиме во себе и со каква искреност и љубов го правиме, се друго е второстепено. Така е. Така и понатаму, не само пречките се дел од животот, од професијата, од семејството, нели? Пречките се составен дел. Не само пречките, мислам, како што важи за пречките, така и за убавите моменти кога ќе дојдат, дали е тоа успехот на сцена или е, не знам, поминување квалитетно време со семејството и со најблиските. Ако сме ние искрени со себе, сме искрени со сите покрај нас, не е важно патот што сме го поминале за да стигнеме до тука. Така е. Она што ни е убаво сега во моментот е убаво, сме поминале по пат и по тој пат сме поминале многу можеби неубави работи, можеби ајде да не ги наречеме неубави, јас не сакам да им давам негативна конотација на работите, но поминуваме доста предизвици, но кога ќе дојдеме до целта,
не размислуваме. Барем јас за мене така, тоа е мое чувство, можеби субјективно, не размислувам на предизвикот што сум го поминала, колку ми било тешко, затоа што во моментот сум искрена со себе и со тоа што го правам и тоа те донело до тамо докаде што си. Апсолутно, плодот што треба да го соберам, јас се фокусирам на плодот што го собирам и што го вкусувам во моментот кој што ми е вкусен и во кој што уживам. Веројатно и заради тоа и некако ме привлече ова трчање на стаза, затоа што овој период со целата благосостојба и предизвик што го носи целиот овој период, некако автоматски ме привлече трчањето и гледам голема филозофија во сето тоа, затоа што самото трчање кое што трае, не знам, 3,5 километри, ти го трчаш и се изморуваш, нели, се соочуваш со предизвици, топло е, нели, срцето забиено, забрзано бие. Наоѓаш мал милион причини да се откажеш. Тоа се тие предизвици негативни, те тера да се откажеш на пола пат, гледаш си викаш нема да можам да издржам, ќе морам да застанам, да здишам. Но само продолжуваш напред, продолжуваш, те води мислата, кога ќе стигнеш на целта, убаво се чувствувам, не мислам како би било кога сум трчала, колку би било тешко. Така е, да. И верувам дека ќе бидеш добар пример за многумина, затоа што на сите нас некогаш во животот ни доаѓа тој еден аха момент што Марко го нарекува и тоа е веројатно кај тебе оваа ситуација со трчањето кога нешто однатре ти вели дека треба да направиш нешто поинакво. Дијана, неудамна со Дино ја посетивте Виена. Би сакала да ни споделиш како летово си го поминувате фамилиарно, дали дел од работите се на професионална база, како ќе биде летниот одмор со Гала, веќе ја спомена, таа е на летен распуст, па претпоставувам дека овие летни денови се и нели денови во кои што малку поблиску е семејството и се ужива на еден малку поинаков начин. Така, да. Во изминатиот период, значи целава пролет некако ни беше така испланирана да посетиме неколку европски градови, туристички, но и професионално. Така што баш уживавме во тоа, убаво е човек кога ќе прошета, ќе види нешто ново, ќе запознае нови луѓе. Запознавме прекрасни луѓе кои што ни стана и куќни пријатели. Што се однесува до летово, значи, да, Гала е на летен распуст и можам да кажам дека деновите поминати со нејза, целосно посветени на нејза, ни се секогаш ни биле уживање, ни биле задоволство да поминуваме што е можно време повеќе со нејза заедно. Немаме ништо вака во план да кажам каде би оделе, каде би шетале, само знам дека би шетале некаде затоа што многу сакаме да шетаме и да бидеме во природа. Можеби ќе го посетиме нашето најомилено место, мислам, каде и да одиме, тоа ни е омилено место, тоа е родното село на татко ми, Битуше. Битуше се наоѓа во Западна Македонија, под падините на планината Дешат. Тоа ни е омилено место и на мене, и на Дино, и на Гала. И некако си го наоѓаме таму мирот. Бараме соодветен период кога би го посетиле, затоа што тука кога е пеколно, таму е едно 10 степени посвежа. Така да сигурно ќе избегаме неколку денови таму. Ќе одиме, знам дека ќе одиме во Охрид на отварањето на Охридско лето, традиционално. Таму го прославуваме и роденденот на Дино, тој е роден на Петровден на 12 јули. Така што таму сме во Охрид сме за отварањето на Охридско лето. Прекрасно. Можеби ќе искористиме некоја плажа. Ние секој лето сме на хрватското крајбрежје. Сега летово не знам, еве бараме и ние некои солуции, не знаеме точно. Дали ги читаш во моментот рецензиите за летово и Хрватска, дури туристите оние кои што се да речам ајде, помокните од финансиски аспект, знаат да кажат дека е вистина прескапа летово Хрватска како престолнина, барем летна, можеби туристичка дестинација. И ја можам да кажам и од искуство, бидејќи таму за голем дел од моите роднини, па некако во една комуникација со мојот татко вчера, баш и тие потврдија дека за жал има многу жалби од страна на туристите дека преубава е, меѓутоа е премногу скапа годинава за многумина.
Да, добро, секоја, мислам, година уз година е се поскапо и Се поскапо поскапо, секаде. особено Не туристичките, само во да. Хрватска, можеби тоа најмногу запаѓа во очи, зависно и во градот во кој што одите, нели? Но баш констатиравме дека како доаѓа времето станува луксус човек да отиде на одмор. Да. Така да тоа е веројатно А е основно човеково право, човек да се А е. одмори. Се одмори вистински, да. Некој пат ни достасува. Дијана, некаде кон крај, за сите оние кои што, пак ќе кажам, ова твое мајсторство кое што дека говориш го гледаме и секој од нас можеби вака кога ја држи некаква ајде, метафорично кажано своја награда, дали физички или чисто така како говор, ќе биде награда за сите оние кои што велеа дека нема да успеам. За оние кои што во моментот те гледаат и се обидуваат да најдат можеби една животна формула дека сакаат да бидат во светот на музиката или во случајот кај тебе како една од нашите најпознати диригентки, бидејќи два пати студираше, прв пат на одсекот музичка теорија и педагогија и потоа диригирање, што би им препорачала на сите оние кои што мечтаат, сонуваат, а се плашат можеби да продолжат по својот замислен пат? Што би им препорачала? Да. Не знам бе, Марко, што би им препорачала. Јас самата за себе никогаш не знам што да си препорачам. Значи, уметникот Повторно малку не те слушаме, Дијана, прости? Сега подобро? Сега е подобро. Сакав да кажам, животот на уметникот е полн со успони падови. Може би во секоја професија тоа така, но во уметноста некако највоочливо е затоа што еден уметник кој што професијата не му е работа, него му е пасија, некако најсилно го чувствува тоа, можеби на моменти се разочарува и си помислува дека понатаму нема или не знам што. Јас такви моменти доживувам до ден денес. Еве, сведоци стана и целата медиумска јавност беше сведок на она што ми се случи на почетокот на годината. Значи, огромно разочарување, но тука не сме да застане еден уметник затоа што како што кажав, професијата со своите благодати, ако ја правите со искреност, вие се фокусирате само на благодетите, на нејзините благодати, на плодот што ви го дава. Така што она што би им го препорачала на младите таленти кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа, би им препорачала да бидат подготвени на предизвиците кои што професијата и животот им ги носи, затоа што ќе ги имаат многу. Топки ќе имаат уште повеќе од своји луѓе, од најблиски луѓе кои што ги рачунаат за пријатели и за поддршка во остварувањето на своите професионални цели. Да бидат подготвени на огромна непрофесионалност, барем во овие наши граници на нашата земја, огромна непрофесионалност и суд кој што е донесен без никаква основа. Без основа, да. Но ако се свесни и ако се искрени со себе и ако тоа што знаат, ако знаат дека тоа што го прават со љубов и со посветеност, тогаш ништо не треба да им застане на патот. Како што кажав, мене сето она што ми се случува до ден денес ми е само мотив да одам понатаму и да успеам. Така, еве, некако степ бај степ се случуваат, се отвараат убави работи. Кога човек се фокусира на работата, на убавото, работите си доаѓаат сами по себе. Не се сами по себе, тоа е, мислам, закон на привлекување, апсолутно мислам дека така ќе биде. Да. Така што во крајот на годината се спремам за една турнеја која што ќе биде во Јужна Америка, нешто на што сум посебно горда и посебно ми е драго, поготово затоа што ќе изведувам репертоар од мојот омилен композитор Бетовен.
Тоа е репертоар кој што во мојата земја ми беше забранет да го издиригирам. Бев единствениот диригент на македонската сцена кој што беше отфрлен од целосната програма на Македонска филхармонија. Па таа програма што требаше да диригирам тука, а не ми беше дозволено да диригирам, ќе диригирам на турнеја во Јужна Америка. Така што тоа ќе биде повод да се видиме повторно тука, Дијана, и да им покажеш на сите колку светот е отворен за светски уметници. Така ќе те категоризираме. Браво. Да. Некаде само пред крајот, бидејќи веќе сме на самиот крај, дали Дино се разбуди, дали кафето допрва ќе се пие? Не. Уште спие. Синоќа касно легнавме, бевме на некој детски роденден, па после тоа на дружба, продолжи дружбата со убави луѓе, така што ќе го оставам малку да поспие, а јас ќе уживам со вашата програма на утринска на Телма, имате многу интересни теми. А она за чоколадото, не знам како ќе додржам да го догледам, затоа што како ги гледав тие на лента, како одат. И нас така ми беше чувството тука. Земи да одолеш, да. Инаку ако си во оби така некој период од денот да фатиш и сутринска на Телма, да знаеш за скоро ни доаѓа една фантастична дама која што ќе говори за молекуларната гастрономија, вклучувајќи за едни добри интересни иновации во уметноста, во случајот во гастрономијата. Многу љубов и прегратки ќе ти испратиме од целата екипа. Бакни ги домашнице. И убаво да си поминете на Охридското лето, ние ќе известуваме секако и за истото, па од септември, пред да заминеш во Јужна Америка, се гледаме во утринска. Фала ви, дечки, фала што секогаш помислувате на мене да споделиме квалитетно време заедно, мене тоа многу ми значи. Така е, истото е. И не можам да ве гушнам вака виртуелно една гушка од мене и бакнежи. Фала ви многу, останете во добро здравје и вие, пред се, и гледачите на телевизија Телма. Убаво лето да имате, да се одморите и да се гледаме од септември натаму да споделиме некои нови работи, нови убави работи. Интересни случувања кои што не чекаат, кои што вреди да ги споделам со македонската јавност. Верувам дека ќе бидат заинтересирани, дека ќе им послужат како време, квалитетно време да поминат заедно со нас на сцената. Прекрасно. Поздрав до нашата Дијана и Мери Илковска, бакнежи до неа.